Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Еве ја најавата за вечерашното издание. Судство на далечински управувач. Зошто Врховниот суд воопшто одлучи да расправа за темата? Дали прислушуваните разговори можат да бидат доказ? Е прашање кое што ги изненади и дел од судиите. Одговорот е содржан во првиот параграф на рефератот на темата, кој што е изработен од новоизбраниот председател на Врховниот суд Јово Вангеловски. Која е цената на играњето со оган во Македонија? Големите пра, а ние народот патимо. А зашто? За утре две земји само да земем. Ќе ме закопаа со две земји. Mo se cicali bien pishman ama më mbaron. 2001-та како лекција. Shqiptarët nuk janë të interesuar për konflikt, nuk janë të interesuar për ndarjen e Maqedonisë. Проблемите кои што се случуваат во Македонија се далеку од причина за нова војна во Република Македонија. Опозицијата одбива да учествува на изборите во Албанија. Me këtë nivel kriminalizimi të piramidës lartë shtetërore, me të ardhurat dhe me fenomenin e kultivimit të drogës, nuk mund të ketë zgjedhje të lira të ndeshme. Në të gjitha vlerësimet dhe survejt paraprake që ata dhe ne kemi bërë, rezulton që humbja e zotërimit e opozitës do të ishte një humbje e konsiderueshme. Целиот Балкан во политички кризи. По обдукцијата во ветеринарниот институт во Скопје ни дадоа примероци од крв и делови од органи. Нив ги однесовме на токсиколошка анализа. Утврдено е присуство на субстанција метомил. Се упативме да побараме метомил во неколку земјоделски аптеки. Кој се осмелува да фрла отров низ Македонија? Бидете со нас до самиот крај за да ја видите и новата саботажа. Се враќаме по кратката пауза. Гледате 360 степени. Нема информации за здравствениот биланс на судиите во Врховен. Дали болните оздравеле и кога би продолжила општата седница на која на дневен ред се двата реферата со кои председателот Јово Вангеловски сака да ги забрани прислушуваните разговори како докази во судска постапка и да отвори пат за укинување на притворот за Сеат Кочан. Самиот Вангеловски денеска застана пред камерите, но беше скржав во одговорите на овие теми. 360 степени дојде до рефератот за кој Вангеловски бара мнозинска поддршка од колегите врховни судии за да оневозможи користење на така наречените бомби во судските процеси, што ги иницира специјалното обвинителство. Александар Димитриевски ја има содржината на овој документ во кој Вангеловски воопшто не ја спомнува праксата на судот во Страсбур, иако Македонија има обврска да ја следи и применува. 10 дена. Толку време помина од општата седница на која врховните судии требаше, но не одлучија. Дали разговорите од нелегалното прислушување ќе можат да бидат доказ пред суд. Минато неделниот обид не успеа, наводно поради болест на дел од судиите. Нема многу што да ви кажам за... Тоа што е? Кога и дали ќе има нов, не кажува ниту председателот на Врховниот суд. Ви кажа веќе. Тоа е друга тема за која што јавноста ќе биде известена. Но зошто Врховниот суд воопшто одлучи да расправа за темата? Дали прислушуваните разговори можат да бидат доказ? Е прашање кое што ги изненади и дел од судиите. Одговорот е содржан во првиот параграф на рефератот на темата, кој што е изработен од новоизбраниот председател на Врховниот суд Јово Вангеловски. Причината, како што е напишано таму, е фактот што специјалното јавно обвинителство побара негово изземање од одлучување во еден предмет, затоа што и Вангеловски го има во бомбите. Вангеловски во својот реферат насловен дали доказите кои се прибавени на незаконит начин можат да бидат употребени во судска постапка, сугерира исклучување на прислушуваните разговори како доказ од судските постапки. Како аргумент користи две претходни пресуди во кои Врховниот суд наложил да се отстранат докази, бидејќи биле незаконски.
360 степени ги најде тие пресуди, од кои едната е против поранешниот градоначалник на општината Аеродром Кирил Тодоровски. Но во тие пресуди, прислушуваните разговори или другите посебни истражни мерки биле одбиени како доказ поради други причини. Проблемот бил што осудените првично биле под истрага за потешки кривични дела, но на крај биле осудени за кривични дела за кои не е дозволено тајно следење или прислушување. Со тоа и доказите обезбедени од посебните истражни мерки станале незаконски. Рефератот потоа се навраќа на прислушуваните разговори. Аудиозаписите се прибавени на незаконит начин и затоа можат да се користат само како индиции. За на крај да се заклучи, судовите се должни да водат сметка за законитоста на доказите врз кои ги засноваат своите одлуки, а доказите прибавени на незаконит начин треба да бидат издвоени од списите на предметот и врз нив не може да се заснова судската одлука. Ако мнозинството врховни судии го поддржат овој став на Вангеловски, тоа ќе биде директна сугестија за сите судии да ги одбиваат прислушуваните разговори кои ги има СЈО како доказ во сите предмети. Дали ваквиот пристап е во духот на правдата? За ова, деновиве се изјаснија повеќе авторитети со директно искуство од Судот за човекови права во Страсбур. Доскорешната судијка од Македонија во Европскиот суд, Мирјана Лазарова Трајковска, за неделникот Фокус вели: Таква лесно конципирана одлука во услови на масовно кршење на најмалку на правото на приватност на илјадници граѓани, мислам дека Врховниот суд не би можел да си дозволи. Незаконското снимање и другите форми на следење на телефонската комуникација представува сериозно вмешување во приватниот живот. При тоа не сме да ги запостави веќе донесените одлуки и пресуди и во граѓанските и во кривичните постапки, во кои македонската судска пракса покажува дека ваков тип докази биле прифатени и релевантни во тие постапки. Дали е дозволено целосно да се отфрлат прислушувањата како доказ? Од позиција на поранешен судија во Страсбур, ја прашавме Маргарита Цаца Николовска. Одговорот е многу краток, не. Но, за да се применат, треба да бидат исполнети неколку предуслови. Треба одредени други права да бидат овозможени на спротивната странка, а тоа е да има фер постапка, кое што предпоставува да има можност да се конфронтира со тие докази, предпоставува право да презентира други аргументи, предпоставува право на одбрана да има и предпоставува право да не биде одлуката донесена исклучиво само на едни докази кои што ќе бидат презентирани од страна на обвинителството. Друга работа е кои интереси во таквата ситуација би требале да се штитат. Ако е јавниот интерес, кој што во голем број случаи надвагнува над приватниот интерес, тогаш секако дека пред Европскиот суд за човекови права има многу предмети кои што тој јавен интерес го третирале и прикажале дека тој е потежок, да речам, на вагата од приватниот интерес. Особено во дадена... Според Николовска, но и според други познавачи на праксата на Страсбур, единствените докази кои Европскиот суд за човекови права целосно ги отфрла се оние обезбедени со тортура. Во речиси сите други случаи, постојат исклучоци кога и незаконски прибавен доказ може да биде користен во кривична постапка, ако е тоа од повисок интерес. А праксата на Страсбур мора да ја почитува и следи секој судија во Македонија. Случајно или не, таа пракса не се споменува ниту на едно место во обидот да се исклучат бомбите како доказ. Потпишан од председателот на Врховниот суд Јово Вангеловски. Високо поларизираната атмосфера во која живее Македонија последните месеци, предупредувањата дека играњето со оган може да пламне, па дури и да се прелее, ги врати сеќавањата на 2001-та и прашањето: каква е цената на војните и вреди ли да се плаќа? Славица Филиповска посети повеќе места во кои се пукаше за време на конфликтот, разговараше со тамошните жители, ги праша семејствата на жртвите како живеат и дојде до поразителен заклучок.
Најжешките региони од 2001 се соочуваат со елементарни проблеми, како на пример немање вода, а речиси никој од оние што ги прашавме не се сеќава на имињата на загинатите во татнежот на оружјето. Тетовски колтук. На истите сокаци 16 години подоцна. Младите итаат по екзистенција, а во населбата единствената врева од пензионерите што ги чуваат внучињата. Во локалното збирно место главна тема е секојдневието. А тоа за мештаните е исто со децении. Иако се под шара која изобилува со изворска вода, се случува населбата со денови да нема ниту капка. Непотребно е вода кај немамо, тоа е. Проблем овде со водата, сега па годинава, да речем, добре. Во 2001 колтук се најде во вкрстен оган. Населението од ненадеж се разбуди со звуци на истрели. На дел од куќите и натаму видливи се трагите од конфликтот. Славе Јанковиќ вели, тоа се спомени за едно време од кое локалното население извлекло животна лекција. Да не биде тоа школа. Дека тоа што се случило, никогаш више да се не случи. Лошо беше овдека, имаше овдека пункт, овдека кај ова црквата, имаше доле на раскрстница, доле имаше пункт. Беше многу лошо, од озгора се пукаше, од овие наши, од овде пука нагоре. Не беше мирно, ние моравме да идеме на работа. Таму ќе станеш са бајле, да идеш на работа, ќе почне да пука гранате, паѓа у населено место, повредени беа двајца. И мирот е најважната работа. Славе Јанковиќ за 1 месец оди во пензија. Сопругата му починала, постарата ќерка се омажила, а тој целото внимание го посветува на помалата ќерка Славица. Годините се нижат, но трагите од тензичните денови за неговото семејство, вели, никогаш нема да се избришат. Не гледам и више ни неки војни филмови, некои тие ратни филмови, не гледам. Што ми евоцира тие некои спомени од тоа и ми ствара немир во душава, кој ќе слушам пукање, па и петарде дури кој ќе слушам. Пукање, зашто секој савале кој се тоа ќе се разбудим, обавезно, баш тога, кај 5-6 сат, тога се слушаше тоа, пам, пукање, гранате паѓа, пука од овде горе, и ми ствараше немир во душата, и сите луѓе беа фактички немири, на нервна база се разболува. Викам, вие, викам, живите, викам, кај ќерка ми што живи. И Борка Ѓорѓевска ја мачи секој спомен на истата година. Страшно беше, страшно, што да ви кажем. Смо плачели. Свите смо плачели. Младо, старо смо. Ја многу, еве, и сега што се дешава ова, па потресена сум. Големите пра, а ми народот патимо. А зашто? За утре 2 земја само да земем. Ќе ме закопаа со 2 земја. У 2 земја метро, например. Ќе ме закопаа. Ништо со мене нема да земем. Кога ќе умрем, што ќе земем? Ништо. А тоа сака да живи. Да јаде, да пие, да се движи слободно. Полошкиот регион живееше тензично, речиси цела година. Но црната стануваше боја на се повеќе семејства низ цела Македонија. Животот го загубија неколку десетици цивили, 15 полицајци. Армијата изгуби 43 војници, а илјадници семејства се раселија по други градови, но и надвор од државата. Некои за секогаш. За време на конфликтната 2001 во Македонија исчезнаа 19 лица. 12 од нив македонци, 6 мина албанци и 1 бугарски државјанин.
Од 19 исчезнати, идентификувани се 8 лица. По другите, се уште се трага. Шеснаесет години подоцна, семејствата на кинтапираните се во молк. Дел од нив во последен момент се откажаа да зборуваат пред камера. Велат дека уште ги чуваат работите на своите најблиски. Секојдневието во Љуботен е како во речиси секое македонско село. Пролетните сеидби се започнати. Нивата се остава само за време на молитвата. И во Љуботен, како и во Колтук, населението има ист проблем – водата. Финансирање нема у Љуботен. Нема. Луѓе имат без вода, еве, со пластики носит вода. А што е, една држава не може да направи една брана, например, што кошта пола милиона нека кошта. И чекамо да се одреди влада да зема некој чекор напред, да почнеме да работиме нешто, да живееме. Ути овако не се живее, знаеш, сваки дан сиромаштија, тамо, вамо. И се знае. Скопско Љуботен остана во сеќавањата по акцијата во 2001, во која настрада и локалното население. Ремзи Мурати во 2001 го изгуби својот татко. Кајте ми ме влазниме кајте, и ми конкту. Шумбе кеш, шум кеш, плюмат носто, плюнин хавашко кекту, хиш дизеше медал јашт, шпиес муше медал, хиш. Веш чичин, мене порчат смушта ме чувен доктор вела. Мене навдич бабан доор навдич. На местото каде што загинал Далип Мурати, денеска трчаат неговите внуци. Животот каков таков продолжил. Од нула да се изгради она што за повеќето жители на ова село значи опстанок. Понеме ток, дохан бостанчата и понем. Тањијетам по носам бош мир, а por ka keqja minher, për një sekund bëhet e keqja. Do me thonë mirë, për ka mira mundona krejt, se për kërkeq minher bëhet. Po a keqja minher vinë, asë shkon një sahat bëhet e keqja. Mos e si cali bjen pishman, ama më mbaron. Случајот Љуботен се најде во Меѓународниот суд за поранешна Југославија во Хаг. Председателот од него побарал да оди таму. Тој стасал во Љуботен. За овој настан, Јохан Тарчуловски беше прогласен за виновен и осуден. 12-годишната затворска казна му беше намалена на 8 години. Додека Тарчуловски ја одлежуваше казната, во Македонското собрание се дебатираше за амнестијата, за одговорноста на ОНА во 2001 година. Случаи кои Хашкото обвинителство и ги врати на Македонија. Тогашното парламентарно мнозинство на ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ изгласа амнестија и за последните 4 предмети од 2001-та. Во тоа, од затвор од Германија, со писмо ги храбреше Тарчуловски. Премиере Груевски, покажи доблест да се затвори ова последно поглавје од 2001 година. Разговарајте за тие хашки случаи, проверете ги законите и ако има можност, решете го тоа прашање еднаш за секогаш. Запрете ги и оставете ги во историјата. Завршете ги сите трауми од минатата деценија. Патриотски пред 10 години беше да се одбрани Македонија. Денес е патриотски да се овозможи Македонија да оди напред, ослободена од бремето на минатото. Така размислува патриот.
16 години подоцна, Тарчуловски седна во собраниската клупа како дел од ВМРО ДПМН. Го прашавме дали уште размислува како во писмото за амнестијата, но тој процени дека во денешната политичка ситуација најдобро е ништо да не коментира. Молкот не беше избор за Аведин Зимбери, кој директно учествуваше во конфликтната 2001 од спротивната страна. Војната ја плати со загуба на 10 члена од своето семејство. Унуче 14 годишна тука, жена на брата ми, заедно со бебето негово. Зимбери натаму живее во Кумановско Слупчане. Оружјето за него одамна не е опција. И мој апел Палес Македоне, седомос фамилјеве Македонве. Largone nga mendja luftën, largone nga mendja konfliktin, sepse shqiptarët nuk janë të interesuar për konflikt, nuk janë të interesuar për ndarjen e Maqedonisë, por të vetëm janë të interesuar për një bashkëjetesë, për një jetë ku mund bashkarisht të jetojmë edhe të jemi të barabartë në atë zhvillim të atij shtetit dhe asgjë më tepër. Prandaj apeloj sa më të kujdesshëm të jenë, sa më të largohen konfliktet dhe të fillojmë të dënojmë gjitha politikanët të cilët na sillin këto situata, qofshin ato shqiptar, qofshin të palës maqedone. Vetëm në këtë mënyrë këto dy popoj mund të jetojnë të unifikuar në një shtet të bashkët dhe një shtet të zhvilluar. Малобројните жители на Слупчане велат дека наместо иднина добиле гробишта и музеи, кои сведочат за цената на еден воен конфликт. Поранешниот генерал-мајор на полицијата Стојанче Ангелов тежината на 2001 ја почувствува директно на себе. Јас во 2001 година имав повеќе тешки ситуации, десетина пати избегнав смрт, неколку пати останав жив во ситуација каде што не може научно да се објасни како останав жив. Бев тешко ранет во градниот кош и загубив третина од мојот десен бел дроб, ми беа искршени ребрата и пол сум со шрапнели. Бев погоден со куршум со голем калибар и последиците на оваа повреда ги чувствувам до денес. И Ангелов, како и Зимбери, порачува главите на сите да ни останат ладни. Војна на Македонија не и треба, војната носи убивање, разрушување и долгорочни штети за Република Македонија. Не сакам никогаш повеќе во Република Македонија ние да имаме нова војна. Во овој момент проблемите кои што се случуваат во Македонија се далеку од причина за нова војна во Република Македонија. 2001 е календарски далеку зад нас. Во ладовината на сенките во паркот на жената во Скопје, пред споменикот на бранителите ја направивме ова анкета. Се сеќавате ли на нечие име од жртвите во 2001 година? 2001 година, да ви кажам не. По кој повод се заборави така на брзина, не се потенцираше тоа и затоа и повеќето. И не само јас, и други не имат. Не се. Не. Имам, не можам да се сетам сега баш. Инаку што слушавме, тогаш страшно беше. Не, ја не сум ништо. И да ти кажем, политика не ме интересува. За повеќето граѓани тоа се само имиња напишани на мермер. За мене тоа не се обични имиња. Тоа се мои другари. Некои од нив умреа покрај мене, некои беа тешко ранети покрај мене. Јас кога гледам на нивните имиња многу поинаку се чувствувам од другите луѓе кои што не учествувале во војната. Затоа не сакам никогаш повеќе да видам споменик на кои што ќе стоат имиња на млади луѓе кои што загинале непотребно. Нивната смрт не беше залудна, но денес имаме една сосема нова ситуација кога ние немаме никаква реална опасност и она опасност која што се појавува врз Македонија е политичка и таа може да се реши со политички средства.
Ве поканувам да останете со нас и по паузата. Следуваат уште две атрактивни теми и нова саботажа. Опозицијата одбива да учествува на изборите во Албанија. Me këtë nivel kriminalizimin të piramidës lartë shtetërore, me të ardhurat dhe me fenomenin e kultivimit të drogës, nuk mund të ketë zgjedhje të lira të ndeshme. Në të gjitha vlerësimet dhe survejt paraprake që ata dhe ne kemi bërë, rezulton që humbja e zotërinëve të opozitës do të ishte një humbje e konsiderueshme. Целиот Балкан во политички кризи. По обдукцијата во Ветеринарниот институт во Скопје ни дадоа примероци од крв и делови од органи. Нив ги однесовме на токсиколошка анализа. Утврдена е присуство на субстанција метомил. Се упативме да побараме метомил во неколку земјоделски аптеки. Кој се осмелува да фрла отров низ Македонија? Продолжуваме со емисијата 360 степени. По масовното труење кучиња во повеќе градови во Македонија, проверивме дали се точни претпоставките дека во прашање е отровот ланате или метомил. Во соработка со колегите од БИРН, Балканската новинарска истражувачка мрежа, реализиравме токсиколошка анализа на едно од отруените кучиња во Институтот за судска медицина. Заедничкото истражување покажа дека и покрај тоа што 90% метомил е забранет за употреба, законите дозволуваат користење на ваков препарат со 25% на концентрација. Но контролата на набавката, продажбата и употребата на опасниот инсектицид се губи во недокажаната легислатива и институционалната некоординираност. Петар Клинчарски провери како метомилот, наместо за заштита на јаболка, се користи за труење кучиња. Бак ми дојде на 4 јули, значи требаше сега на 4 мај, според проценките на ветеринарот кој го однесовме, дека ќе имал 3 години. Секогаш кога ќе јадеме, кога се спремаме, пошто дома беше и во дневна со нас, и застанал. Значи едноставно кај тој што јади, ние јадеме на маса, прво ние јадеме, после он, иако он цело време има грицки ставено во ходник му стојат, но он прво сака друго, ти што ќе јадиш, после грицките на крај. Лажот во дворот на семејството Здравески во Ново Лисиче повеќе не се слуша. Прагот на куќата остана без својот чувар. Ова е Бак. За една недела ќе наполнеше 3 години, но не успеа да го преживее смртоносниот бел прав расфрлан во тревникот во близина на куќата. Собствениците трагале по Бак во раните утрински часови, но безуспешно, се додека не провериле на страницата на Анима Мунди, каде виделе куче кое многу наликува на нивното. Искрено, очекував да ми каже дека е со некое друго каевче, да не е тоа плавото. За да се утешам, дека моето уште е негде скита, нели, може слично на него да е, иако слични немаше баш како него. Реакцијата лоша. Бев да полагам сабајлето, сад пред да полагам, не можев да се стабилизирам, ни да читам, ништо. Едноставно така чекав да ми помине времето, ми заврши испитот, се вратив дома. И онака како што поминувам измеѓу куќа, гледам, не знам, се очекував да ме пречека. Да дојде како секогаш кога ќе заваја, ама ништо од тоа. Водејќи се од потребата на јавноста да ја дознае вистината, новинарските екипи на 360 степени и Балканската новинарска истражувачка мрежа, како општествено одговорни медиуми, истражуваа кој е отровот што ги труе кучињата и милениците ширум Македонија, а при тоа може да усмрти и човек. Одговорот го даде мртвото тело на Бак. Ме теши тоа што
е како борец за другите, со тоа што ќе се докаже дали е тој отров што се збори и може ќе биде поттик за ова веќе да прекине, да не се фрлаат разни супстанции, потребници во јадење. По обдукцијата во Ветеринарниот институт во Скопје ни дадоа примероци од крв и делови од органи. Нив ги однесовме на токсиколошка анализа во Институтот за судска медицина. Директорот Александар Станков за 2 дена ни информираше дека резултатите се готови. За нив плативме 8.500 денари, се со цел да ги потврдиме нашите сомнежи дека отровната супстанца која ги убива кучињата е метомил, односно ланате. Утврдена е присуство на супстанција метомил. Метомилот е супстанција која што е доста отровна. Сме ја наоѓале и при самоубиства и при труење случајни кај луѓе, кај обдукции што ние сме ги правеле тука. Вообичаено се користи како инсектицид, карбаматен инсектицид, кој што делува, тој е нервен отров. Ствари ја оневозможува пренесувањето на нервните импулси, доаѓа до симптоматологија изразена во вид на грчеви на мускулатурата, огромно лачење на плунка, оток во белите дробови, зголемена секреција во бронхиите и што се манифестира во вид на една пена околу устата. На крај доаѓа до депресија, односно до депресија на центарот за дишење, кома и смрт. Ваквите токсиколошки анализи не можат да се направат за кратко време, доколку конкретно не посочевте на која отровна супстанца се сомневате, објаснува Станков. Вели, ако вашата предпоставка беше погрешна, процедурата за откривање на отровот ќе траеше 1 месец. Ова е едно, можам да кажам, комплетно убаво завршен случај со присутни снимки од видео снимки од тоа како умираат кучињата и какви све симптоми имаат, до завршена обдукција и токсиколошки наод. Случај кој што е школски пример на комплетно завршен случај од почеток до крај. Зеленилата низ Скопје изминатите 2 недели беа смртоносните ледини на кои се оставаше храна со отров во неа. Тука во аеродром, но и низ други паркови во Скопје ќе оставиме сендвичи кои не се испрскани со отровна супстанца. Потоа, скришно ќе наблюдуваме што ќе се случува во следните 15 до 20 минути, да видиме дали кучињата или пак луѓето ќе посегнат по храната или не. По масовните труења кои го зафатија главниот град изминатава недела со отров кој може да усмрти човечки живот. За само неколку минути камерата регистрира дека улично куче и мачка ја надушија храната и ја изедоа. Се разбира, овој пат имаа среќа, без метомил. Што всушност е метомил? Колкави количини се доволни за да може да усмрти животно или човек? Овие одговори ги побаравме во Факултетот за земјоделски науки. Професорот Слободат Банџо објаснува дека секој организам има различна чувствителност кон отровите. За глушец е доволно 10 мг 90% метомил, за куче 15 мг. 1 грам метомил е смртоносна доза за човек од 70 килограми. Банџо вели дека како инсектицид, метомилот има широк спектар на дејство, но поради можноста за злоупотреба од несовесни граѓани, исфрлено од употреба пред неколку години. Но што ако некој некаде
се уште го има. Може да биде од постоечките количини кои што биле присутни во Македонија, кои што веќе не можат да се користат заради тоа што, нели, ако вие сте имател на растение и доколку кај вас дојде земјоделски инспектор, секој пат ви вели, дајте да видам со што имате третирано, нели, културите, и вие треба да имате формулар каде што имате напишано, третирано е тој датум со тоа и тоа средство во таа и таа концентрација со тие ефекти. Така би требало да биде според ГАП. И значи ланатето тука не би смело веќе да се појавува и не би смело да се употребува, што не значи дека го нема во магазинот на тоа предпријатие, затоа што не знаеле што да направат со него. Што год да направат е фактички проблем. Кој се осмелува да фрла отров низ Македонија? Иако според кривичниот закон, расфрлањето отровни супстанци што го загрозуваат животот на луѓето и кучињата е предвидена затворска казна до 6 месеци, до сега нема судски епилог. Се упативме да побараме метомил во неколку земјоделски аптеки, но вработените таму ни рекоа дека е забранет за продажба. Метамил. Нешто такво има? Метамил. Тоа го немавите. Нема такво? Го немавите. А ова е 150? Да. И ова се. Дека го има по аптеки. Го немавите. Метомилот или ланатето со 90% концентрација од 2015 година се забранети и не се наоѓаат на националната листа на одобрени производи. Сепак, препарати што ги содржат овие активни супстанци во 25% концентрација може да се употребуваат, но со претходно одобрение од фитосанитарната управа, објаснува првиот човек на Инспекторатот за земјоделие, Цветан Трипуновски. Во Македонија 5 компании поседуваат дозвола за пласирање вакви препарати. Тие имаат оврска до 31 март секоја година да пријават залихи од претходните години. Потоа тој процес се следи, дали можеби препаратите се злоупотребуваат и се пуштаат илегално на пазарот. Секоја земјоделска аптека, да не речеме поедноставно, има обврска да води евиденција за тоа што значи продажба, односно влез на препарати за заштита на растенија, продажба, дури и враќањето на таа употребена амбалажа од страна на земјоделците треба да биде повторно вратена на месото каде што е купена. Значи таа евиденција е достапна за нас како инспекторати. Ние во контролите кои што ги правиме, особено посветуваме внимание во тој дел дали се води евиденција и дали навистина се води целосната евиденција. Тоа значи дека секој земјоделец кој ќе купи одреден препарат мора да земјоделската аптека го евидентира денот, часот и кој производ е ставен во продажба. Нормално и во една посебна евиденција се водат овие посебни препарати кои што се со висок ризик, односно Т+ отрови. Така да ние во нашите контроли редовно посветуваме внимание дали навистина се води евиденција и дали таа кореспондира со влезот по материјална картица на препаратите кои што се ставени во продажба. Значи тие два сегменти мора да бидат усогласени за да бидеме сигурни дека навистина немало злоупотреба и пуштање во промет на препарати кои што се надвор од тоа што е дозволено во Република Македонија. Но директорот на фитосанитарната управа Ментор Зекири вели дека законската обврска за водење детална евиденција која аптека кому што продава во пракса не се почитува. Ние имаме еден правилник за евиденција на препарати што се продаваат по аптеки, но тој уште не профункционирал, бидејќи во новиот закон треба, во овој сегашниот закон, од страна на законодавство ни кажале дека ние имаме судир таму со законот за лични податоци. Бидејќи за да оде еден земјоделец да купи препарат, он треба да го дава личната карта таму и треба да се регистрира по име и презиме или која населба нели живее или која село живее. Затоа уште не ставаме во практиката овој правилник, а со новиот закон ќе бидат обврзани секој аптекар да направи евиденција.
на секој производ за заштита на растенија што ќе го продава неговата аптека. А ова функционира, например, ова евиденција, значи кај правните субјекти. Во овој лавиринт на законски недоречености и институционална некоординираност, впечаток е дека некој добро се снаоѓа. Истовременото труење кучиња во Скопје, Охрид, Велес и други градови го подгрева сомнежот за организирана операција во неорганизираниот систем. Македонија не е единствената држава во регионот што се соочува со политички тензии. По председателските избори на кои победи Александар Вучич, во Србија секојдневно се одржуваат протести под мотото «Против диктатурата». Состојбите во Србија подетално ќе ги анализираме во следното издание на 360 степени. Вечерва донесуваме политичка репортажа од Албанија, која исто така се соочува со криза во пресрет на парламентарните избори закажани за 18 јуни. Опозицијската демократска партија, предводена од Љулзим Баша, одбива да учествува во изборната трка и бара од социјалистите на премиерот Еди Рама да се согласат со формирање техничка влада. Хекурана Кифија донесува сторијата за конфронтациите на албанската политичка сцена кои го кочат евроинтеграцијскиот пат на соседната земја. Nga kjo pamje, Tiranat e për shtypjen se është një ditë e zakontë. Qytetarët e kryeqytetit të Shqipërisë po e kryen obligimet e tyre dytore. Por bulevardi kryesor dëshmon diçka tjetër për një shoqëri të ndarë politikisht. Ligji është ligj përveç se ku nuk ton Edi Rama dhe Ilir Meta. Këta e kanë futur vendin në një spirale krize politike. Opozita më shumë se 2 muaj po qëndron në të ashtu quajturën çadrën e lirisë. Po aq kohë bojkoton edhe punën e kuvendit. Këmbgulin se nuk do të marrin pjesë në punën e institucioneve deri në formimin e qeverisë teknike, e cila do të garantonte zgjedhje të lira dhe demokratike më 18 qershor. Për masat që ka marrë kultivimi dhe trafikimi i drogës në Shqipëri, nuk bëhet më fjalë për një aktivitet kriminal që mund të ketë rritje apo ulje në varësi të luftës, bëhet fjalë për një projekt politik. Projekt politik i qeverisë aktuale. Çështja e dytë që lidhet me drogën, por jo vetëm me drogën, është promovimi nga zoti Rama i personave me të shkuar kriminale, që janë bërë deputet, kryetar bashkish dhe zyrtar në nivelet larta të administratës shtetërore. Me këtë nivel kriminalizimi të piramidës lartë shtetërore, me të ardhurat dhe me fenomenin e kultivimit të drogës, nuk mund të ketë zgjedhje të lira të ndershme. Sa do që mundohet të mos i dojoj kërkesat e opozitës, kryeministri shqiptar Edi Rama e ka të pamundur një gjë të tillë, pasi çadra e opozitës është vendosur poshtë zyrës së tij. Por nga partia e Ramës thonë se kanë ndërmarrë të gjitha masat për të luftuar krimin dhe trafikimin e drogës, për të cilën gjë po akuzohen nga opozita. Pushteti është i bindur se bojkoti i opozitës bëhet për ta penguar reformën në gjyqësi, të cilën Bashkimi Evropian e vendosi si kusht për hapjen e negociatave për anëtarësim. Ndaj e thënë nga zotëria që de jure është drejtues i opozitës, më vjen e vështirë ta besoj që realisht kërkon pikërisht këtë. Pa harruar faktin që në të gjitha vlerësimet dhe survejt paraprake që ata dhe ne kemi bërë, rezulton që humbja e zotërinëve të opozitës do të ishte një humbje e konsiderueshme dhe kjo ndofta është një shtys që ata të veprojnë në këtë mënyrë për të mos folur për gjën kardinale për cilën ata janë ngujuar në çadër, që është pengesa e vetingut. Vetingu është një reformë më shumë se sa e avancuar,
ne dim që do të lëndonte dhe do të prekte interesa të shumë personave që janë marrë me politikë, por sidomos të gjyqësorit të padrejtë në Shqipëri. Për shkak se reforma në gjyqësi është kyçe për integrimin evropian të vendit në kontestin me socialistëve të Ramës dhe demokratëve të Bashës, ka ndërhyrë edhe bashkësia ndërkombëtare. Bëhet fjalë për ligj me të cilin çdo gjykatës dhe prokuror i cili nuk do të mund të arsyetojë se nga e ka pasurinë, do duhet të lë detyrën. Aktorët të cilët kundërshtojnë një vit më parë në mënyrë unanime ndryshuan kushtetutën e vendit për të bërë reforma. Por i gjithë procesi duheshti të përfundoj me miratimin e ligjeve, i cila për momentin është e pamundur, për shkak se pa opozitën në kuvend nuk ka 2/3 e shumicës. Përderisa kritikat e Brukselit në shumë vende bëhen adresë të qeverisë, në Shqipëri po ndodhe kundërta, kritikohet opozita. Bashkësia ndërkombëtare në disa raste ka kërkuar nga faktori politik që sa më parë të zgjidhë krizën politike dhe të japë mbështetje vetingut, i cili është një ndër kushtet kryesore për hapjen e negociatave për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian. Ne kërkuam qëndrimin e tyre lidhur me situatën aktuale politike këtu në Shqipëri, po për shkak të agjendës së ngjeshur të tyre në këtë kohë, nuk arritëm të sigurojmë një të tillë. A do të ketë me 18 qershor zgjedhje në Shqipëri? Kush do të merr pjesë në të njëjtat dhe cila qeveri do t'i organizojë? Varet nga Partia Lëvizja Socialiste për Integrim e Ilir Metës, e cila është pjesë e koalicionit qeveritar. Ata janë kundër bojkotit të zgjedhjeve, siç kërkojnë demokratët, por nuk pajton edhe me partnerin e tyre të koalicionit socialist e të Ramës se pika kryesore janë reformat në drejtësi. Vetingu është një prej mjaft ligjeve të tjera. Është një ligj me rëndësi të veçantë, nuk është gjithçka. Dhe kushdo që paraqit vetingu si gjithçka fillon dhe mbaron te vetingu gabon. Vetingu ka një rol, duhet zbatuar më së miri, ka një rol të veçantë në integritetin mënyrë të veçantë moral të sistemit të ri të drejtësisë, por është një nga shumë ligjet pasi e gjithë qeverisë gjyqësore të rindërtohet nga e para dhe këto janë ligje fundamentale dhe të tjerat. Dhe besoj që kjo reforma është pakthim. Ndaj dhe LSI ka qenë shumë e qartë në pozicionin e saj që për sa takon vijimësisë politike dhe aleancave politike, këto kanë rëndësinë e tyre, por kjo rëndësi është relative në raport me këtë që ka të bëjë me të mirën e vendit, por dhe me stabilitetin e tij, por është një stabilitet i cili nuk është i lidhur vetëm me Shqipërinë, por i cili rrezaton edhe në më gjerë se sa kaq. Kush ka të drejtë? Çka është më rëndësi për Shqipërinë në këtë moment? Qëndrime të ndryshme rreth këtyre pyetjeve kanë edhe analistët politik. Armand Shkullaku e kupton presionin e ndërkombëtarëve për reformat në gjyqësi, por vlerëson se ky vështrim është i njëanshëm. E parë nga larg, e parë siç e ka parë dhe kancelarit europiane, siç ka thënë qendrimet e fundit të Bashkimit Evropian, të Berlinit kryesisht, pra që thoni ju që opozita po bllokon parlamentin, opozita po bllokon institucionet, opozita po bllokon jetën politike në vend. Sigurisht që kjo është gjë e parë që të vjen mend. Pra këtyre deklaratave se kësaj përshtypje nuk ke çfarë ti kritikosh, sepse nëse shikohet kështu, po kështu është. Por po ty është problemit më brenda, më thellësi. Sigurisht që zgjedhjet parlamenti janë, si të thuash, motori i një demokracie. Por ky motor nuk mund të funksionojë normalisht nëse edhe pjesë të tjera të tij janë të bllokuara apo të kapura. Kështu që ne në Shqipëri flasim për një mazhorancë, flasim për një qeveri që aktualisht kontrollon pothuajse të gjithë mediat, siç ka ndodhur me qeverinë tuaj të mëparshme. Kemi një shumicë ose një parti në pushtet ku korpusi kryesor i saj janë biznesmen, janë njerëz të cilët janë, si thua, produkt i politikave klienteliste të vet kryeministrit. Se vendit i duhen reforma është i pajtimit edhe analisti Arjan Vasjari, por ai mendon se është më së miri të fillohet reforma në drejtësi. Është qartësisht e thënë dhe qartësisht e gjithë pranuar që reforma në drejtësi dhe mënyrë posaçme vetingu është kushtëzues për hapjen e radhës drejt Bashkimit Evropian. Pra, unë besoj që argumenti i mazhorancës është një argument logjik i arsyeshëm dhe besoj, duke marrë krah unë në këtë rast, real. Edhe unë e besoj këtë gjë. Argumenti i opozitës që Shqipëria ka probleme me
me ligjshmërinë, edhe ai është një argument real, sepse Shqipëria ka po ballafaqohet tash disa kohë një problem jashtëzakonisht delikat, mendojnë, i cili do të impaktojë, do të afektojë shumë jetën tonë sociale, jetën publike, jetën edhe politike në terma afashkurtër dhe afatmesëm, që është problemi i kanabisit. Unë nuk besoj se qeveria teknike ka kohën, mundësit dhe instrumentat për të krijuar një terren të pranueshëm, në mënyrë që në fund saj të themi, të thot opozita, që tashmë janë realizuar kusht në mënyrë që ne të bëjmë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Përplasjet mes politikanëve duket si orientuan qytetarët. Thuaj se nuk ishte njëri në Tiranë të cilën nuk e ndaluam dhe na dhan mendimet e tyre për krizën politike. Është gabim. Ne kena votuar do votojmë. S'ka asgjë gjë të keqe. Po opozita aty për mua e ka gabim. Çfarë duhet bëj sipas ju opozita? Sipas ju shkoi atje në zgjedhjet, mori votat. Në asnjë mënyrë jo. Është mirë kjo që bën opozita? Patjetër po. Për çfarë arsye? Është e domosdoshme. Se Shqipëria ngremin. Kanë të drejtë që bëjnë protestë, por nuk bëhet zgjedhje në çadër, bëhet vetëm në parlament. Nëse opozita bojkoton zgjedhjet, ju do dilni si qytetar të votoni? Unë do votoj datën që caktohet nga Qendri i Shqipërisë. Protesta duhet vazhdoj. Qytetarët janë në shtëpi. Ata që janë në shtëpi mendojnë për tek çadra, votë e lirë duhet garantuar, boll me qeveri që nuk janë për qytetarët. Të lutem, nuk kam qejf fare më malda punë. Nëse bojkoton zgjedhjet opozita, ju do votoni? Asnjëherë nuk votoj për asnjë. Në ditët në vazhdim janë paralajmëruar se në Shqipëri do të mbërrin lehtësues ndërkombëtar, të cilët do të tentojnë të zgjidhin lëmshin e krijuar politik. Deri atëherë do të mbetet i bllokuar bulevari kryesor në qendër të Tiranës, por do të bllokohet edhe rruga e vendit drejt Bashkimit Evropian. Останува да го почекаме епилогот од политичките конфронтации во Албанија. Во продолжение на емисијата ќе ја видиме саботажата на Сречко Поповски. Покондерените политички аутсайдери кои без партиската логистика се уште би чекореле во скромните универзитетски папучи, безпоговорно се согласуваат својот интелектуален и човечки хабитус да го стават на располагање на дизајнерите на државната чизма, уживајќи во доверената улога на модни икони, занесени дека се топ манекени, а не најобични носачи на највалканите чевли, со кои кога било се газело по демократската писта. Не се сите лидери што се нарекуваат лидери, бидејќи оној кој мисли дека е лидер, а се осврни зад себе и ако види дека нема следбеници, тој е обичен човек што излегол на прошетка, а не лидер. На таа прошетка со судбината на земјата на која е кумува еден обичен човек, кому лидерската кредибилност му почнува и завршува пред Белиот дворец. Ветер во едрата и даваат политичките опортунисти, чија трансформација од Титови омладенци до Александрови кумити кулминира кога го издвојуваат како особено заслужен. Позади која стојат стотици и илјадици граѓани на Република Македонија и да не го забравиме првиот граѓанин на Република Македонија, председателот Ѓорги Иванов. Првот на лажната харизма која му се припишува се достигнува кога вистинските актери шармантно драматично не баре на кастинг за роља во Играта на престолите, дотолку ја глорификуваат неговата улога давајќи и дури историска димензија, со која на сите политички слепци им го представуваат како новиот цар Самуил. Тоа е најхрабриот човек во Македонија во последните 170, 200, 300 или 1000 години. Председателот Ѓорѓе Иванов го доби прекарот, железниот председател, железниот човек, човекот од челик, кој што храбро сам застана и рече не. Сепак, заблудата за Валандовскиот Ironman ја раскринкува министерот за еднократна, ама аналитичар за редовна и секојдневна употреба. Укажувајќи му на тој што невистините се представува и на оние што манипулираат со неговото лидерство, да не создаваат погрешна перцепција за тоа кому му припаѓаат заслугите за фалшливата креатура од држава која се создава.
Па немаат потреба, сепак тоа е навистина бате. Во приказката тоа е навистина бате. Ведната сенка на големиот брат служи како управувач на возилото на сите оние кои се шлепаат во приколката која лета кон политичкиот амбис. Решени дека тоа е единствениот начин да се заврши тоа што е започнато и конечно да се расчисти со повеќе од половина милион патници кои одбиваат да бидат возени на прошетки чија крајна дестинација никогаш не била страшната Тирана, туку моќната Илинденска број 2. Тие што лажат дека не им се допаѓа во наше друштво, а сакаат да бидат главни фраери, можат да ги симнеме на бензинска и да продолжиме без нив. И на крајот, за оние кои ниту помислиле да отпатуваат, а камоли да бидат симнувани по бензински. По 10 години инструктажа во фамилиарната автошкола на Македонија дефинитивно е истечена демократската лиценца. Ова не го говорам дека некого ќе бркаме од Македонија, не, туку некого ќе мора да избркаме од вестите, од политичката сцена, да кажеме the end, крај. Ова е само уште еден доказ за тоа дека гласот, од кој треба да се слуша обединувачка мелодија, е само обичен вокал од хорот, чија единствена желба е да ја отпее реквием на таа заедничка Македонија. Овде го заокружуваме вечерашно издание. Благодарам што бевте со нас. Ке се видиме повторно в петок од 22:30. Пријатно.